Дали си толку жежок како што велиш дека си? Па добро, тоа е дефинитивно дел од мојот живот да си така правам хумористични видеа, наточак или пешки било како, меѓутоа во секоја шега има и малку вистина. Ако си лик од хорор филм, како би избегал од убиецот за да преживееш? Одма, ако е женски убиец, би ја шармирал, ако е машки убиец, одмах ќе го конфронтира. Кој е или кој би бил број 1 на некоја твоја црна листа? Број 1 на црна листа? Да. Па тоа би рекол, ако Турбо Фолкот и Кичот е персона, тие би биле број 1 на мојата црна листа. Дали би сакал да бидеш многу згоден со низок коефициент на интелигенција или да бидеш со висок коефициент на интелигенција, ама да изгледаш просечно? Токму сакам она како што сум моментално, многу згоден со висок коефициент на интелигенција. Ако треба за цел живот да се откажеш или од велосипедот или од гитарата, од што би се откажал и зошто? Страшно тешко прашање, тешко прашање. Не би можел да бидам истиот човек кој ќе го продолжам. Ако се откажам од велосипедот, нема да имам поврзано ми е најубавите композиции сум ги направил на композитор на велосипед, дури додека возам, а со гитарата сум ги реализирал сите настапи, концерти, патувања, така да тие две работи се диалектички поврзани и по двете би се откажал. Што е една работа за која што сметаш дека секој треба да ја направи во животот или да ја проба? Дефинитивно да биде авантурист, да не е секогаш да одим на сигурно, бидејќи ништо друго немаме во животот, освен толку години колку што ни дал Господ и мораме малце да искусиме нешто надвор од таа комфортна зона. Ако имаш трето уво, каде би го ставил? Трето уво? Кај би го ставил, мајко му? Веројатно негде кај што се гаките во тој предел за никој да не го гледат. Кој ти е најголемиот ирационален страф? Најголемиот ирационален страф ми е константна тензија, бидејќи така го живеам животот, стално негдека се плашам да не закаснам, патувам, да не нешто касни пробата, тонската проба, снимањата и многу често сонувам ирационален страв во мене дека негдека каснам и тоа е обично фактички уствари од соништата, бидејќи тие ме прават некој да не можам да се одморам добро. Што е нешто што е вистинито за тебе, а во што луѓето тешко може да поверуваат? Дека на вистина знам четки да правам. Дека јас сум уствари еден не сум занаетчија, татко ми е на некој начин последниот четкар во Балканот, можда и во Европа. Тоа е производство на сите видови на четки со природни материјали и јас сум го научил тој прекар е на некој начин многу коректен за мене, иако јас се занимавам професионално со музика.